Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Со сведочење на родители на дел од жртвите во моментов во големата судница во затворот Идризово во теке ново судење за пожарот во Кочанската дискотека. Зоран Јаневски го следи овој судски процес, одиме веднаш во живо. Зоран, како тече судењето до овој момент? Деспина, денешното судско рочиште за трагедијата која што се случи на 16 марта годинава започна со 40-минутно задоцнување заради доцнење на полицискиот спровод на еден од обвинетите. Самото судско рочиште пак започна со информација од судиката која што го води случајот Дијана Груевска-Илиевска, која информираше дека во ќелијата во која што во притвор се наоѓа прво обвинетиот во овој случај Дејан Јованов е пронеден мобилен телефон и сим картичка. Како што кажа судиката Груевска-Илиевска, доколку се повтори ова, таа ќе забрани тој да добива посета во затворот. Самото судско рочиште пак денеска продолжи со сведочење на родители на загинатите деца во Кочанската трагедија. Обвинителството повика тројца сведоци, а прва на списокот беше Марија Петрушева, која што во пожарот во Кочани го загубила својот 24 годишен син Андреј. Зборувајќи низ солзи, таа рече дека дознала дека вечерта на 16 март сопственикот на дискотеката Јованов барал испомош од келнери и како што рече секој што знаел да држи чаша бил повикан да помага вечерта, бидејќи имало премногу народ во дискотеката за време на настапот на ДНК. Дека избувнал пожар во дискотеката дознала од силните сирени кои што почнале да свират низ градските улици, забележувала бројни амбулантни возила. Забележала и пожарна, а неколку минути подоцна од својот стан видела оган кој што доаѓа од правец каде што се наоѓа самата дискотека Пулс. Заедно со незиниот сопруг веднаш се упатиле кон дискотеката, бидејќи таму бил и нивниот син работно ангажиран таа вечер, 24 годишниот Андреј, а во дискотеката бил и 4 години помладиот син Кристијан. Како што кажа, кога пристигнале во близина на дискотеката, забележале дека огромен број деца лежат на улицата. Од други деца дознале дека нивните синови се веќе упатени во болницата, а како што кажа, кога пристигнале таму, веќе сликата била ужасна. Цел ходник беше со легнати деца на подот, по клупите кои изцрнети до непрепознатливост, кои изгорени. Мојот син Андреј го најдов во собата со број 2. Лежеше на креветот покрај прозорецот, изгледаше нормално. Немаше изгореници. Со сопругот почнавме да му даваме вештачко дишење. Многу време го реанимиравме. Умот не ми даваше да се помирам дека е мртов. Гласеше делот сведочењето на мајката на починатиот 24 годишен Андреј. Деспина, во моментов уште едно сведочење започнува, па повеќе детали најавувам за вестите во 16. Зоран Јаневски, ти благодарам за овие информации. Секако остануваш да го проследиш и останатиот дел од денешното судско рочиште. Повеќе детали од тебе очекуваме во следното информативно издание. Новиот закон за судски совет денеска е пред пратениците. Главната цел на законските измени е да ги отстрани досега утврдените пропусти во постојната правна рамка и да обезбеди пофункционален, транспарентен и отчетен судски совет. Клучни новини кои се предвидени со законот се јавност во постапката за разрешување на председател на судскиот совет, прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник и воведување јавна расправа при избор на кандидатите за несудски членови со цел поголема транспарентност и одговорност. Воедно предвидено е и зајакнување на критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови на советот од редот на судиите. Јасно прецизирање на постапката за дисциплинска одговорност на судиите, но и на членовите на судскиот совет. Собраниската дебата за овој дел од законот го пренесуваме во вестите во 16 часот. Собранието на денешната седница исто така пред малку го распише и огласот за избор на нов државен јавен обвинител по оставката на Љупчо Коцевски. Предлогот го ставам на гласање, ве повикам да гласаме.
Вкупно гласа 65 пратеника, од кои 63 гласа за, 2 пратеника гласа против и нема воздржани. Констатирам дека собранието огласува именување на јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Добар оглас, ќе се јават најдобрите и се надевам дека ќе го избереме најдобриот јавен обвинител. Со објавување на писмо од вработени во пошти, СДСМ денеска тврди дека фирма блиска до советник на Знам има добиено тендер од над 1 милион евра од оваа државна институција. Опозицијата бара истражните органи да отворат предмет и да истражат како се испумпуваат парите на граѓаните. Цитирам: "Пријавувам организирана кражба на 25.000 евра месечно или 300.000 евра годишно преку договор со фирмата БС Cleaning Doyle", наведува свиркачот вработен во пошта во писмото. Според тендерот за хигиена на сите 14 поштенски подружници задолжително треба да има по 2 хигиеничари, а во пошта 2 задолжително по 10 хигиеничари. А каква е реалната состојба? Само во 4 до 5 подружници има по 2 вработени и работат само неколку часа дневно. Во другите 10 подружници има само по 1. Во пошта 2 само 6 до 7. Значи, постојано недостасуваат околу 14 хигиеничари. Според тендерот треба да има во сите 14 подружници по 2 хигиеничари. Исто така, преку константен недостаток на 14 хигиеничари, како и скратеното работно време на останатите кои реално работат, доаѓаме до пресметка за тоа колку пари месечно е загубата. Левица до собранието поднесува законски измени со кои жените кои работат на определено време, ако останат бремени, да добијат договор на неопределено време. Левица во собранието доставува законски измени во Законот за работни односи. Во член 46 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: "Работниот однос, заснован со договор за вработување на определено време, се трансформира во работен однос на неопределено време поради бременост по доставувањето на соодветна потврда од овластен лекар или надлежен орган." Подсетуваме, претходно Левица поднесе измени во Законот за работни односи кои предвидуваат целосно уќинување на договорите за вработување на определено време, кои за жал не наидоа на поддршка од владеачкото мнозинство. Од почетокот на месец декември полицијата има напишано над 18.000 казни за сообраќајни прекршоци. 4019 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување биле 123 лица, од кои 100 за возење под дејство на алкохол, 13 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, 7 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место, 3 за возење во забранет правец. Во текот на месецот санкционирани се и 415 пешаци. Напишани се и над 1800 казни за возачи кои возеле без возачка дозвола, како и 679 санкции за возење под дејство на алкохол. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, соопшти утро во Министерството за внатрешни работи. И во зимската сезона Охрид се соочува со исти проблеми, недостиг на стручен кадар. Нина Ритоновска со деталите на оваа тема. Сезоната на предновогодишните прослави во Охрид е во полнек, но гостителите повторно се соочуваат со истиот проблем – недостиг на стручен кадар. Има потреба од секаков тип на персонал, од келнери, шанкери до готвачи, а многу тешко се наоѓаат и рецепционери. Трендот на заменување во Хрватска, Словенија последниве години се почесто и во Малта не запира. Еден тренд веднаш по корона пандемијата вртоглаво се упатија најголем дел од гостителските работници во Хрватска, Словенија, па некои заминаа и веќе на Малта. На Малта има цели конклави кои што се составени од македонци, кои што се можеби едни од најбројните туристички и угостителски работници на Малта. Истото тоа и за Хрватска. Хрватските угостители нудат
повисоки плати за разлика од кај нас, иако веќе нивото како да се изедначува, може би околу 25 до 30%. Лекциите се научија, но треба веднаш да се реагира. Значи не може да се остави нешто да тлее, да се остави на некое стихино решавање. Иако платите во секторот пораснале, сепак тоа не е доволно да се задржат младите. Тоа е навистина една горлива тема. Кадарот се помалку и помалку може да се каже дека во Македонија има стручен кадар во делот на гостителството. Да не зборувам и во делот на гастрономијата, поради тоа што платите се доста ниски, беа ниски, веќе ето и платите се зголемуваат, но како да исчезна интересот, како да исчезна она заинтересираност на гостителскиот кадар да остане во рамките на нашата држава. Хотелиерите се жала дека дејноста е загрозена поради недостигот на работна сила. Дел заминале надвор, оние пак кои што останали или смениле професија или веќе не сакаат да работат оваа дејност. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Штипската клиничка болница полека се екипира и со кадар и со апарати, откако со години работи со 30% намалени капацитети. Штипска клиничка во изминатата година се фокусираше на намалување на дефицитот на кадар, вклучително лекари, медицински сестри и болничари. Во текот на 2025 година се реализирани 36 нови вработувања, а преку владиниот проект се приклучија и 18 приватни специјализанти. Ние веќе завршија, специјализираа и веќе се специјалисти во болницата и го реализиравме и другиот оглас со 18 вработувања, од кои што има пак 7 општи лекари, 2 фармацевти и медицински сестри, останатите беа. Болницата, која има регионален карактер, со години работи со околу 30% помалку кадар од предвиденото според систематизацијата на работните места. 2026 стратегија е поагресивно да имаме прием на тој персонал што сега во моментот најмногу е дефицитарен, тоа се за медицински сестри, хигиеничари, болничари, администрација и технички персонал. 2025 година била посветена на финансиска консолидација со значителен напредок во намалувањето на заостанатиот долг. Од август минатата година до крајот на годината се вратени над 150 милиони денари. Најголем дел од преостанатиот долг, околу 60%, е кон Центарот за трансфузиологија. Долгот беше 188 милиони, 31.12.2024 година беше 125 милиони, и веќе очекуваме некаде 31.12. оваа година да биде некаде околу 35 милиони. За 2026 година е планиран нов буџет на клиничката болница, при што од фондот за здравствено осигурување ќе се бара зголемување од 35 до 40%. Со буџетот се предвидени набавка на нови апарати, сервисирање на старите, како и дополнителни вработувања. За Сител, Трајан Ристовски.